Добро вечер, почитувани слушатели, кои што се разбира и благослов Божи до сите они кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Јас сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам добра вечер и благослов Божи до сите они кои што се вклучени и не слушаат оваа вечер. Почитувани слушатели, уште една емисија која што се емитува по милоста Божја. Емисијата Гласот на вистината. Затоа, навистина, потребна е вашата молитва. Потребно е да се молиме едни за други. Потребно е навистина да е на ваков начин да ги искористиме социјалните мрежи за славата на нашиот Господ и Спасител. Затоа што доста се користат за многу различни цели, кои што се и добри и лоши. Меѓутоа, убаво би било кога ние можеме дадена им е таа можност од Господа, да можеме навистина преку овие социјални мрежи да го промовираме, да го пренесиме Евангелието, кој што е спасение за секоја една душа. Всушност, Евангелие значи добра или радосна вест. И се разбира преку емисијата, Гласот на вистината. Ние ја пренесуваме таа добра вест, таа радосна вест која што одекна пред 2000 години. Христос се роди на оваа земја. Поточно Бог, кој е творец на небото и земјата. Оне кој ги створи небото и земјата, се утелотвори во личноста на Исуса Христа. Дојде пред 2000 години како бебе, за да може да донесе благослов, мир и радост на оваа земја. За да може да го врати човекот во таа првобитна состојба. И затоа, како што кажав, ова емисија постои за да може да ја пренеси таа добра и радосна вест. Кога зборуваме за добрата и за радосната вест, тоа значи дека нас не опфаќа сите. Сите ние кои што ќе го повикаме името на Исуса Христа, таа добра вест е за нас. Всушност, Библијата зборува дека добрата вест, радосната вест е отворена за сите. Затоа што, кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме дека, навистина дека била добрата вест за сите, се разбира, народи, како што и денеска. Но нема да зборуваме за Христовото раѓање оваа вечер. Нема да зборуваме за тоа Божјо раѓање, кој донесе една огромна радосна вест во овој свет. Всушност, со самото раѓање на Исус на оваа земја, тој отвори едно ново поглавје, нова страница во овој свет или во овој, се разбира, живот. Почитувани слушатели, зборуваме за Новиот Завет. Меѓутоа, минатата емисија зборувавме за Стариот Завет, за постанокот на Стариот Завет. Ова емисија, всушност, се извинувам, ќе зборуваме за постанокот на Новиот Завет. Ова се многу битни и клучни теми, кои што пред се мораме добро да ги познаваме, за да можеме понатаму, подлабоко и подлабоко да ја проучуваме Библијата, да го проучуваме Светото Писмо, кој што е инспирирано, се разбира, преку Духот Свети. Како што кажав дека минатата емисија зборувавме за постанокот на Стариот Завет. И видовме дека Стариот Завет се дели на три основни делови: историски, поучни книги и пророчки книги. Значи, Стариот Завет се дели на три, се разбира, основни делови: историски, поучни и пророчки книги. Се смета дека и се верува дека Мојсеевите книги, 5 книги на Мојсе, се најстарите книги. Има едно друго мислење кое што се промовира, се разбира, се пренесува дека една од најстарите книги и први книги е напишена книгата на Јов. Кога зборуваме за 5 книги на Мојсе, кога зборуваме за книгата на Јов, се разбира дека зборуваме за Стариот Завет. И кажавме дека Стариот Завет има 39 книги и постојат повеќе писатели и повеќе, се разбира,
содржини. И видовме колку мина биле потребни да ја напишат Библијата. А видовме дури на кој јазик е напишана Библијата. Така да, уште еднаш ќе кажам, ова се многу битни и важни информации за сите нас, за да можеме понатамо да го проучуваме Словото Господово, да ја читаме Библијата. Дури овие емисии ќе ни помогнат дома систематски како можеме, од кој агол можеме, се разбира, да проучуваме Библијата, да го проучуваме Светото Писмо. Ова вечер ќе зборуваме, како што кажав, за Новиот Завет. Затоа што реков дека Библијата се дели на два дела, на Стар и на Нов Завет. И тоа е многу важно да знаеме и дека двата завети, двата договори се инспирирани од Бога. Потоа видовме дека целото писмо, вклучувајќи го како Стариот Завет, така Новиот Завет, дека се од Бога. Затоа што самиот апостол Павле на Тимотеј му вели дека целото писмо е од Бога вдахновено. Значи, целото писмо е од Бога. Тоа е инспирирано преку Духот Свети. И Бог во Стариот Завет ги користел пророците. Потоа во Новиот Завет Бог ги користел апостолите, па дури и денеска нас за славата на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Постанок на Новиот Завет. Новозаветни документи. Дали е важно дека Новиот Завет е веродостоен или дали се важни веростојноста на новозаветните документи? Дали е од суштинска важност да ги прифатиме како вистински историски записи? Некои луѓе со голема доза на увереност ќе одговорат негативно на овие, се разбира, две прашања. Постанок на Новиот Завет. Новиот Завет е напишан, се разбира, по смртта на Господ Исус Христос. И не само што е запишан по смртта на Господ Исус Христос, Библијата зборува дека Новиот Завет е напишан после смртта, воскресението и вознесението на небото, се разбира, на Господ Исус Христос. Оригинално е напишана на којне на грчки и содржи, како што напоменав, 27 книги. Новиот Завет е втор дел од Библијата или втор дел на Стариот Завет. Потоа, Новиот Завет се дели на 6 основни делови. Прво, Евангелија, Матеј, Марко, Лука и Јован, се разбира. Второ, почетоци на христијанската црква, тоа е дела, апостоли или дела на Духот Свети. Број 3. Писмо до конкурентните цркви. Од римјаните, посланието до римјаните, до второ Солуњаните. Број 4. Пасторални писма. Од прво Тимотеј па се до книгата на евреите. Број 6. Соборни писма. Јаков и Јуда. Поточно, број 5. Број 6. Пророчка книга. Книгата се разбира Откровение. Тоа што е многу битно и многу важно. Првиот дел од Новиот Завет го сочинуваат Евангелијата. Од нив можеме или може да се види и да се провери дека биле пишувани од луѓе кои биле очевидци на животот на Исус Христос и биле сведоци на се она што го виделе и се разбира на се она што го чуле. Ке отвориме заедно, значи можеме да отвориме заедно во првото послание на апостолот Јован. Значи, првото послание на апостолот Јован Богослов. Првата глава ќе читаме од 1 до 4. И еве што ни вели Словото Господово. Она што беше од почетокот, она што го чувме,
она што со свој очи го видовме, што го разгледавме и што рацете наши го опипаа, за словото на животот. И животот се јави. Вистина, видовме и сведочиме, и ви известуваме за вечниот живот кој беше во Таткото, а нам ни се јави. Она што го видовме и го чувме тоа, за тоа ви известуваме, та и вие да имате заедништво со нас, а нашето заедништво е со Таткото и Неговиот Син Исус Христос. Тоа ви го пишуваме за да радоста ваша биде полна. Еве како апостолот Јован Богослов зборува дека тие биле сведоци, всушност тие биле очевидци на се она што Исус правил, затоа што тие биле заедно, се разбира, со Господ Исус Христос. И од тоа поголеми сведоци, од самите очевидци, нема. Потоа, уште од првиот дел, кој ќе видиме, понатаму ќе ги видиме сите овие, се разбира, нешта. Уште во првите дни христијанството се јавило опасност од лажни учења. Значи, уште од првите дни, од првиот век, од христијанството се јавила опасност, се разбира, од лажни ученици. За ова исто така зборува па дури и Господ Исус и исто така апостолот Јован Богослов. И еве што таму ни е запишано во 4 глава, од 1 до 3. Внимавајте. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку проверувајте ги духовите дали се од Бога, бидејќи многу лажни пророци се јавија во светот. По ова распознајте го Божиот дух и духот на лагата. Секој дух што признава дека Исус Христос дошол во тело е од Бога. А секој дух што не признава дека во тело дошол Исус Христос не е од Бога. Тој е духот на Антихристот, за кого сте слушнал дека доаѓа, па и сега е веќе, се разбира, во светот. Понатаму ќе отвориме да прочитаме во Галатјаните, значи Галатјаните, 6 глава, поточно првата глава, ќе читаме од 6 па се до 8. И еве што ни вели Словото Господово, поточно што апостолот Павлин борува на Галатјаните. Не можам да се изначудам како толку брзо се одмавнавте од Бог, кој поради својата љубов и милост спрема вас ве покани да станете сонаследници на Христовите заслуги, а вие се свртивте кон друга радостна вест. Другата радостна вест не постои. Некои луѓе сакаат да ве збунат, изопечувајќи радосната вест за Христос. Проклет да биде секој што ќе ви проповеда радосна вест, поинаква од она што ја веќе проповедавме ние, па макар да и тоа некој од нас или ангел од небото. Гледате како апостолите се разбира зборуваат. Затоа избрал луѓе кои што ќе го пишуваат, се разбира, новиот завет. Почитувани слушатели, сакам на вистина да ве оставам да размислувате за постанокот на новиот завет. Но уште нешто само сакам да додам и потоа ќе можеме на вистина да завршиме вечерашната служба. Посланијата или писмата кои се наоѓале во новиот завет биле пишувани од време на време по потреба. Апостолите преку тие посланија поучувале, предупредувале, советувале или пак укорувале. Писмата настанале во текот на првиот век. А на младата што току основа на христијанска црква и требале многу практични совети. Во новиот завет има само една книга која од пророчка природа и се вика Откровение или на грчки Апокалипса. Апостолот Јован бил прогонет на островот Патмос, тоа е Грција, каде што ја напишува оваа последна книга на новиот завет. Се разбира, ќе отвориме во книгата
Откровение 1.9. Ќе го прочитаме овој стих и тука некаде ќе застаниме. И еве што таму ни е запишено. Јас, Јован, ваш брат, и соучесник во скрпта и во царството и во трпението на Исус, бев на островот наречен Патмос заради Словото Божјо и заради сведоштвото на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Почитувани слушатели, имајте убава и благословена вечер и се надевам дека нешто повеќе разбравме околу Новиот Завет. Ако даде Господ, ќе продолжиме понатаму, исто така да зборуваме за посланијата и за 4 Евангелија, да видиме што ни зборуваат и како сите 4 евангелисти го опишуваат Новиот Завет. Кое време се напишани и зошто се напишани и кому се испратени. Така да, до наредната емисија, сето ова ќе го зборуваме. Имајте убава, благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со вас. Пријатно.